Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за според многумина најдобриот расказ на Джеймс Џојс, а тоа е расказот Мртвите, сместен во неговата позната збирка раскази Даблинци, или тоа оваа книга во оригинал Dubliners на англиски. Според мене лично ова е една од најдобрите збирки раскази што сум ги прочитал. Како и да е, за Джеймс Џојс многу е пишувано, многу е кажано. Тука нема да зборувам за неговиот живот, за неговата биографија, само ќе ги спомнам, ќе ги набројам неговите 4 најпознати дела. За повеќе за Джеймс Џојс можете да го изгледате видеото што го снимив пред веројатно една година и повеќе, во кој што зборувам за неговиот најпознат роман Улис, и таму има повеќе биографски моменти за Џојс. Ќе го ставам линкот од тоа видео подолу во описот на ова видео. Тука само ќе ги набројам неговите 4 најпознати дела, тоа е оваа збирка Даблинци, во кој што има 15 раскази, потоа автобиографскиот роман Портрет на уметникот во младоста, тоа го имате исто така на македонски, неговиот монументален, контроверзен, гениален роман Улис и последниот негов роман Финегановото бдење, кој што за многу луѓе е непробоен, непристапен и експериментален и воопшто земено многу малку луѓе се обиделе да го читаат тој роман и го прочитале. Како и да е, кога станува збор за Даблинци, ќе кажам неколку збора. Значи во оваа збирка која што Џојс после многу перипетии ја издал во 1914 година, е составено од 15 раскази. Значи јас ја имам тука на англиски, меѓутоа дома ми се најдоа овие две книги, сигурно има повеќе македонски изданија. Оваа ја имам тука Даблинци. Тука ги има 14 раскази од 15 раскази, меѓутоа го нема Мртвите, кој што мора да се каже дека е многу поголем расказ од другите раскази. Другите раскази за да речеме меѓу 5 и 15 страници. Мртвите има околу 50 на страници. Сега тука е дали е тоа новела или не е новела, нема да навлегуваме во тие нешта. Сега го најдов и ова друго постаро издание, Даблинци. Тука го има Мртвите, ама тука има, освен тој расказ, има само уште 5-6 други раскази. Значи ова е, речи си, пола од оригиналната збирка Даблинци. Како и да е, јас го читав тука во оригинал Мртвите и целата збирка и можам да кажам дека има простор да се анализира и да се зборува за Мртвите, затоа што е поголем и по број на страници и е навистина, да не претерувам сега дека е ремек дело, меѓутоа еден навистина посебен, исклучителен расказ. Најпрво ќе кажам неколку збора општо за расказот и подоцна кога ќе дојде време да правам мала анализа, каде што можеби ќе има спойлери, ќе ви најавам ако сакате да прво да го прочитате, па подоцна се вратите на ова видео, ќе ви најавам каде да се исклучите од програмата. Станува збор за еден човек по име Габриел и неговата сопруга Грета. Тие стигнуваат на еден прием на една игранка која што неговите тетки ја организираат традиционално, неговите постари тетки, тоа се господица Кейт и господица Џулија, кои што живеат со нивната внука која што е буквално ја пораснала, нивната внука Мери Џејн, која што дава часови по музика и така на некој начин се издржуваат. Значи тоа е еден божична игранка, значи атмосферата е многу важна во овој расказ, значи надвор се одвива действието во Даблин, надвор паѓа снег, тука покрај се случува во близина на Кејот и така натаму. Стигнува на таа игранка, има една весела, една убава атмосфера, пристигнуваат гостите, се свири на пијано, се пеат песни, има неколку главни ликови тука, значи тетките на Габриел се трудат сите да се чувствуваат убаво и убаво да си поминат. Значи има многу живи, многу убави расположени разговори, се зборува за стари случаи и така натаму. И има од неколкуте клучни конверзации или средби во овој расказ е кога овој човек Габриел, кој што е интелектуалец, тој е професор, значи пишува и знае и цело време е свесен дека вечерта ќе треба да одржи говор пред присутните на трпезата и цело време е под стрес што да малку, можеби малку суетно и снобовски, што да стави, дали сите референции, дали сите
нешта кои што ќе ги спомне во говорот, па другите ќе ги знаат, да не се малку премногу интелектуални или превисоки за другите таму. Па цело време се и од тоа дознаваме дека тој е човек во академскиот свет, во академијата, писател и така натаму, професор. И тука ја гледаме неговата дилема. Меѓутоа ќе се сретне со една, да речем, колешка, со една девојка која што ќе танцуваат, и таа ќе има еден момент тука, таа ќе го судри, ќе рече: слушам дека пишуваш статии за тој и тој весник. И тука ќе доаѓа оној момент на прашањето на нацијата, ирците, национализмот, британците, целиот тој конфликт, и таа ќе го предизвика и ни смеа, ни шега, таа ќе го нарече неколку пати: ти си западен британец, или ќе му каже: па добро што тој ќе рече: па за време на празниците подоцна ќе патувам низ Европа, и таа ќе го предизвика, ќе му рече: добро, нашата земја не ти е ли доволна, не ти е ли доволно убава, и така натаму. Ако го познавате животот на Джеймс Џојс, ова е сосема релевантно за неговиот живот, кој што си заминува рано од Ирска и подоцна само неколку пати се навраќа, и поголемиот дел од животот го поминува во Европа и во други земји, и всушност и оваа збирка Даблинци е напишана во Трст, додека живее таму. Така што Джеймс Џојс за целава оваа приказна зема автобиографски моменти и ги претвара во фикција. Значи, ова не е автобиографски некој расказ, туку зема неколку елементи, неколку точки од неговиот живот кои што навистина се случиле, и ги претвара во фикција, ги претвара во овој прекрасен расказ. Продолжува приказната, значи има и неколку други ликови, и она што ќе го забележите дека ни сите тие, речеме, 45-50 страници, не се случува ништо особено, значи една убава атмосфера. Меѓутоа, овој расказ е познат по тоа што по неговата кулминација, по неговата финале, последните неколку страници се тие ударни страници во кои што се покажува историјата на Џојс, и кои што ги остава многу луѓе, особено тие последни 2 страници, многу луѓе ги оставаат воодушевени од тоа како завршува, и токму затоа го сметаат овој расказ за еден од најдобрите раскази на Џојс. Значи, едно нешто што пред да зборувам малку и за крајот на романот, едно нешто што сакам да го спомнам, дека кај многу важен момент кај Џојс е моментот на епифанија. Тогаш епифанија е тогаш, особено на така наречените епифании на секојдневното. И тоа всушност и била идејата на Улис, дека тој е Одисеј кој што оди низ неговото секојдневие, еден обичен ден во неговиот живот во Даблин, и низ сите тие мали средби всушност може да бидат епифании на секојдневното. Во случајот епифанија би значило едноставно едно миг на нешто што може би сте го виделе 100 пати или 200 пати, или нешто што го гледате секој ден, меѓутоа миг на едно посебно откровение, не би го употребил зборот просветление, меѓутоа нешто кога реалноста ви се открива во сета незина стварност или реалност, ако можам да кажам. Миг кога нештата ви се отвараат пред вас и прават и предизвикуваат да ги погледнете како за прв пат. Тоа е интересно во нешто што треба да се знае во однос на Џојс, и така што кога го читаме може да слободно може да ги бараме тие епифании во неговото пишување. Сега, пред да откриам или да нагаѓам што според мене е епифанијата, што е всушност темата, идејата за овој расказ Мртвите, ќе би спомнал уште едно нешто. Значи, во однос на говорот за кој што зборувам, говорот кој што постојано се провлекува низ овој расказ, кој што овој човек Габриел треба да го одржи. И за време на говорот тој за прв пат тука ги спомнува, затоа што многу е важен тука и насловот Мртвите, зошто мртвите и што е целата поента. И пред да прочитам еден краток цитат, би рекол дека обично кога се прават анализи на некое дело, некои книжевни анализи, критики и така натаму, сакам да навлезам подлабоко и сакам да читам, и
анализи и скриени символи и така натаму, и скриени значења, скриени или помалку скриени значења во некој дел, без разлика дали станува за поема, песна, расказ, роман, што и да е. Меѓутоа, не сум многу голем фан и љубител кога се оди во преголеми детали, дури кога се откриваат работи, можни толкувања, што писателот може ни на крај памет не му паднали, и тоа е окей, целата идеја за смртта на авторот ја разбирам и така натаму, меѓутоа, јас сум некаде во средина и не сум за претерани анализи кои што, со други зборови сакам да кажам дека сакам да и самиот да откриам и самиот да си протолкувам некои нешта без да читам како некој оди во преголеми детали. Затоа одлучив да не ви прераскажувам туѓи толкувања, иако доста и читав и гледав за овој расказ, ќе ви кажам подоцна моите впечатоци или моето толкување, ако може да се рече, за овој расказ. И тука, додека го гледаме овој човек Габриел како држи говор пред присутните тама, почнува да се навраќа на традицијата, на предците, и ќе прочитам сосема два куси извадоци од овој расказ. Тој на едно место вели: секоја година се посилно чувствувам дека нашата земја нема ни една традиција што и прави таква голема чест и која би требало да ја негуваме како што е незиното традиционално гостопримство. Тоа е традиција единствена меѓу модерните народи, докаде што допира моето искуство, а јас прилично сум прошетал низ светот. Некој може ќе рече дека тоа е наш недостаток, на нешто со кое можеме да се гордееме. Меѓутоа, ако и тоа гледиште го прифатиме, тоа е благороднички недостаток и јас верувам дека тој ќе се негува уште долго и долго меѓу нас и така натаму. На друго место малку подоцна тој вели: слушајќи ги вечерва сите имиња на големите певци од минатото, мене ми се стори, тоа морам да го признам, дека живееме во време на помали полети. Без претерување би можел да кажам дека тие стари денови беа денови на замав, па иако неповратно одминаа. Да се надеваме дека на собирите каков што е овој, секогаш за нив ќе зборуваме со гордост и љубов, секогаш во нашите срца ќе чувствуваме драги спомени на оние мртви и познати великани, чија слава не ќе изгасне. И така натаму. Тука Џојс за прв пат ги спомнува мртвите. Всушност, нели, како што кажа, ви самиот расказ го носи тој наслов мртвите. Сеќавајќи се, овој човек го отвара тоа прашање и се сеќава, го отвара прашањето на традицијата, на вредностите кои што веќе заминале, за познатото ирско гостопримство, кое што е на некој начин како да се подзаборава и смета дека треба да биде негувано и така натаму. И подоцна како што привршува расказот, значи вечерта е при крај, луѓето почнуваат да си заминуваат, се бараат кучи со кои што ќе си заминат и така натаму. И тука доаѓа според клучниот момент во кој што се наоѓа таа епифанија, Џојсовска епифанија. Тука ќе кажам неколку збора за самиот крај, за како кулминира, како финишира овој расказ. Можете да се исклучите тука ако сакате, ако сметате дека ова ќе бидат спойлери, и кога ќе го прочитате овој расказ да се навратите на ова видео и однова да го изгледате целото. Како што се спремаат да си одат, Габриел ја бара неговата сопруга Грета и тука ја забележува на одмориштето помеѓу катовите и вели, забележува една фигура која што стои таму, за момент не ја препознава и тој вели стоеше мирно во темницата на тремот, трудејќи се да ја долови аријата на песната и наблюдувајќи ја својата жена. Имаше во незиното однесување некоја таинствена убавина и привлечност, како да представуваше символ на нешто. Се прашуваше каков символ прикажува жена што стои во сенката на скалите, слушајќи оддалечена музика. Да беше сликар, ќе ја насликаше во таа положба. Незиниот син Шешир ќе ја истакнеше незината темника во костенлива коса, во темнината, и темникавите делови на незиното здолниште ќе се издвојуваа од оние светлите. Оддалечена музика. Така би ја нарекол сликата кога би бил сликар. Тој е буквално обземен од овој момент и доживува нешто посебно во тој момент. Неговата жена е маѓепсана и таа слуша една песна која што еден од гостите таму ја пее, еден познат пејач, и таа ќе го види, ќе се збогуваат со другите, ќе се поздрават, ќе си заминат, ќе одат во хотелот. Меѓутоа тука почнува нешто да се случува. Кај него нешто се буди и речи се како да ја гледа неговата жена за прв пат. Се ова некакво љубовно, некакво страствено чувство кај него, почнува да ја гледа со други очи
Едноставно се враќаат во хотелот, меѓутоа забележува дека таа е отсутна, дека таа е вознемирена, дека таа е потресена. И ќе праша што се случило и што е тоа што ја потресло, и таа ќе каже дека па да, таа е песната го стори тоа, и таа песна која што тој човек ја пее ја потсетува на нешто што се случило многу одамна. Всушност тоа е песната која што ја пеел едно момче во нејзините млади денови, една нејзина давнешна љубов, едно момче кој што подоцна едноставно се разболува и умира, меѓутоа таа почнува се сеќава на сцена и му ја раскажува на Габриел, во која што тоа момче дојдено стои на дождот, кисне, се мрзне, меѓутоа е дојден таму да ја види неа, таа подоцна ќе да се на некој начин, затоа што таа ќе замине, да се збогува со неа, таа дознава подоцна дека тој умира и таа вели тој умре од љубов за мене. И тоа сеќавање, таа сцена всушност останала длабоко во неа, и сега таа песна е тригерот за да излезат сите тие сеќавања и длабоко да ја трогнат и да ја потресат, и таа да свати дека, а и Габриел да свати дека таа живеела сите тие години со тоа сеќавање. И тука се случува и тука би рекол дека е таа епифанија што ја доживува Габриел, која што ја гледа, и тука пишува, ја виде жената со која што како да не ја познаваше, како да живеел покрај таа жена без вистински да ја познава сите тие години, и сега додека таа и плаче и тагува и така натаму е потресена, и таа ќе заспие на крајот, и тој седи и ја гледа, и тука доаѓа кулминацијата, тој гледа, размислува, едноставно му се полнат очите со солзи, почнува да размислува за тоа дека сигурно тоа мора да била љубов и дека тој никогаш не доживеал такво нешто, да љуби некого толку силно, толку предадено, и ќе му се насолзат очите, и едноставно почна на некој начин како да доживува епифанија. Меѓутоа не само епифанија за тоа како ја гледа неговата жена, како да ја гледа за прв пат. И тука повторно се јавуваат мртвите, и тука во самиот крај вели, почна да навлегува, да се парафризирам сега, да се брише границата меѓу светот на живите и светот на мртвите, и повторно тука како мртвите да беа тие преку тоа момче кој што умрело многу одамна, кој што го будат и му даваат вистинско откровение за животот и за она што го има пред себе. И тој надврз него паѓа, значи има прикажана на многу интересна, многу евокативна атмосфера, и тој доживува вистинска епифанија, лежејќи покрај жената која што ја сака, со која што живеел. И токму мислам дека таа епифанија која што Џојс во тие последни 5-6 страници, тоа уште од кога ја напуштаат игранката, кога го напуштаат домот на неговите тетки, и тој почнува да сваќа, седејќи таму, да, за многу кратко време и јас ќе седам повторно во истата куќа, облечен во црно, и една од моите тетки, например Џулија, ќе биде почината и ќе се сеќаваме на неа, и одеднаш добива откровение за буквално експлозија во таа епифанија, дека на минливоста на животот, на смртноста, на оно што го има пред него, на болката дека никогаш всушност живеел, а никогаш не доживеал таква љубов, иако долги години е со неговата сопруга. И тоа треба да го прочитате, затоа што сега зборувам, сега не ви го доловувам ова, меѓутоа ако не сте го читале овој расказ, кога ќе го прочитате, ќе видите како тоа мајсторски, колку убаво, на убав начин го прави. Тоа Џојс и ова еден се смета за еден од најубавите краеви на општо на расказ, на роман, како и да е. Значи, не сакав да навлегувам премногу, ова беа моите доживувања, особено моето доживување на тоа која е епифанијата, затоа што кога го читаме Џојс, како што кажав, важно е да откриеме која е таа, дали има прво и која е таа епифанија во неговото пишување, и според мене тоа го прави овој расказ посебен, поттикнува на размислување, иако низ целиот расказ темата, атмосферата е весела, има супер расположение, се јаде, се опишано е тоа што се јаде, има музика, и тоа сепак на крај кулминира на малку поинаков начин, да речам, по-филозофски и по-медитативен начин, за кој што отвара многу сериозни прашања и дозволува да го доживееме силно овој расказ.
Толку беше за овој расказ. Мртвите од Джеймс Џојс дозволуваше овој расказ се податен за малку поголема не само анализа, туку и да снимам цело видео за овој расказ, затоа што е малку поголем и го дозволува тоа. Ако ви се допаѓаат овие видеа, стиснете лайк и сабскрайб на каналот. На Facebook може да ме заследите, понекогаш споделете ги со вашите пријатели. И се надевам дека се гледаме наскоро со ново видео. Поздрав! Чао!